Локотранс е чешката компанија која планира да отвори регионален логистички центар во Македонија. Представници од Локотранс ги скенираат потенцијалните локации каде да биде сместена оваа странска инвестиција. Телевизија Нова доби ексклузивни информации од собственикот на фирмата Карел Јалови, кој вели дека овој логистички центар ќе ги обслужува и останатите земји од регионов. Вкупната инвестиција е 20 милиони евра, а бројот на вработени според најавите ќе достигне околу 600 лица. Македонија е велми про нас. Регионален логистички центар пред се ќе опфаќа работилница за одржување на железнички возила во првата фаза и контейнерски терминал, додека во втората фаза ќе биде надграден логистичкиот центар со нова фабрика за производство на нови вагони, нешто што досега во Република Македонија како такво не постоело. Оваа странска инвестиција пред неколку дена ја најави лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на годишната конференција на Унијата на жени. Груевски изјави дека тие планираат да отворат нов погон за одржување на шински возила во Скопје, со кој ќе ги сервисираат активностите поврзани со железничкиот транспорт на компанијата во повеќе земји од поширокиот регион. Чешка компанија која се занимава со железнички транспорт и шински возила донесе одлука да инвестира во Македонија и да вработи најмалку 600 невработени лица, при што во првата фаза ќе се вработат 150 до 200. Освен ова, Груевски најави и дополнителни 3 странски инвестиции кои заедно со Локотранс ќе отворат нови 1300 работни места. Станува збор за словенечка компанија која ќе произведува ранци за деца кои ќе се пласираат на европскиот пазар, како и 2 американски компании, едната од автомобилскиот сектор, другата корпорација од осигурителната индустрија, маркетинг услугите и социјалните медиуми.